Штипската манифестација Пастрамалијада 2015 заврши. Спектакуларниот тридневен настан во Штип привлече десетици илјади луѓе од Македонија и соседните држави. Се јадеше познатиот штипски брендиран специјалитет пастрмајлија, се пиеше вино и пиво, се пееше со Калиопи, Желјко Самрџич и со Цеца. Настапуваа и голем број македонски звезди, меѓу кои Ферус Мустафов, Ванчо Тарабунов, Јордан Митев, Јулија и од помладата генерација Мартинијан Кириловски и Ивона Јовановиќ. Денес, еден ден по манифестацијата, вработени во јавното предпријатие ИСАР ја чистија и уредуваа локацијата каде се реализираше Пастрамалијада 2015, се собираа штандовите, се сумираа резултатите. Од општината, како организатор, велат дека се задоволни од настанот кој го одбележа изминатиот викенд. Фактот што во градов имавме неколку десетици илјади посетители доволно говори за успешноста на самата манифестација. Се разбира околу потрошувачката на пастрамалиите, на алкохолните и безалкохолните пијалоци, најверојатно ќе одговорат самите угостители, меѓутоа мислам дека и тие го делат нашиот став и дека се задоволни. Се насе имавме подобрување во поглед на манифестацијата, секако имаше и проблеми кои што ги решававме во од, впрочем за една ваква гломазна манифестација нормално и тоа да го има. Ние се потрудивме сето тоа да не биде видливо, туку напротив сите оние кои што дојдоа во Штип да имаат пријатни моменти, секако да споделат убави моменти преку навистина професионалните музички звезди кои што беа ангажирани. Задоволен од тридневната манифестација е и координаторот на угостителите кои имаа своји штандови на платото кај градскиот стадион. Бевме сведоци на синакјашниот настап на Цеца кој беше нешто незамисливо за нас од организаторите, превише народ. Невремето не беше причина да не беше посетеноста добра. Се надеваме дека овие денови ќе имаме некоја прилика горе-доле, некоја бројка која можеме со сигурност да кажеме првично дека е надмината рекордот од лани. Се надеваме дека е некој поголем процент, ама ќе бидеме во овие 3 дена, 2-3 дена. Може да излеземе со некои бројки. Помалку разочарани беа дел од посетителите, незадоволни од изгледот на пастрамалиите кои се продаваа на пастрамалијадата. Иако беше најавено дека ќе бидат со унифицирана цена и пред се изглед, сепак на некои штандови големината била разочарувачка. На истото мислење се и од општината, од каде пред почетокот на пастрамалијадата беа најавени санкции за несовесните угостители. Факт е што го кажувате тоа, значи имаше такви моменти, дури беа споделувани фотографии на Facebook и ние тоа го евидентиравме, имавме и наша екипа која што е на терен и која што најверојатно во координација и со координаторот на угостителите, меѓутоа и со нас, ќе видиме за кои угостители станува збор и ќе се преземат мерки. Една од варијантите да не му се дозволи да учествува, а доколку законски постојат услови за нешто да се преземе, ние тоа ќе го преземеме. Што се однесува до безбедносната состојба во изминативе 3 дена, од вработените во брзата помош дознаваме дека само во текот на вчерашниот ден имале 10 интервенции на самата локација, а од СВР Штип дознаваме дека со оглед на изменетиот режим сообраќајот се одвивал безпрекорно. Над 15.000 возила циркулирале во Штипско за време на пастрамалијадата. Зголемен број на полициски службеници од сите полициски станици при секторот за внатрешни работи Штип беа ангажирани на вонредно обезбедување на манифестацијата и на високо професионално ниво ги извршија поставените работни задачи без да биде регистриран безбедносен настан од областа на безбедноста на сообраќајот. Како и да е, да се види толков број народ желен за добра музика, жеден за добар пијалок и пред се гладен за штипскиот специјалитет пастрамалијата е не секојдневен настан. Истиот ќе се повтори наредната година. За сега е рано да се зборува што ќе се случува. Сепак може да се очекува уште погламурозна и повпечатлива организација на штипската традиционална манифестација Пастрамалијада.